Синиот јазик по втор пат го затвори сточниот пазар во Облешево, единствениот специјализиран пазар во регионот наменет за продажба на добиток, денес беше празен по препорака од Агенцијата за храна и ветеринарство. Нема продавачи, не се дојдени, сите го тоа знаат, меѓутоа не се задоволни, бидејќи својата стока не знаат они веќе каде да продадат, а имат. Еве се брижи празникот, значи имаме стока ситна што треба да се продават луѓето, сточарите мислам. Еве и со прасињата, со свињето и тука уште нема донесена одлука. Мислам тој дел е веќе забранет 3-4 месеца веќе. И така да народот реагира, меѓутоа не знам каде ни да се обратиме, така. Ова е нов голем удар за сточарите кои сега немаат каде произведеното да го продадат. Дополнително, нив ги демне опасноста наречена син јазик, која за кратко време стадата може да ги преполови, па дури и целосно уништи. Простор и тоа многу има за загрижност, за тоа што пред 5-6 години имаше тогаш син јазик, кај мене погинале околу 50 оси. Болеста син јазик се пренесува преку инсектите. Од тука, заштитата од нив би можела да значи и спас за стадата и сточарите. По превенција за самата болест се заштита од инсекти во самите фарми, да се намали влегувањето на инсекти во самите фарми, прскање и уништување, вршење дезинфекција, дератизација на самите фарми. Сточниот пазар во Облешево ќе остане затворен за продажба на стока се додека трае ова епидемиолошка состојба со синиот јазик. Колку ќе биде тоа, тешко е да се предвиди.